Ќе отвориме повторно во посланието до Галатјаните, 4 глава, каде што ги прочитавме имијатата сабота воведните зборови за нашето последно проучување на темата на двата завета. И со таа тема сакав да завршам. Во Галатјаните 4 глава апостол Павле ги споменува двата завета. Ке се подсетите, ги споменува како два завета. И во тоа споменување на двата завета ја прави последната во нашето проучување голема, драстична разлика помеѓу Стариот и Новиот завет. На почетокот од 4 глава, во првиот стих би сакал да прочитам една интересна мисла со која што мисла Павле ја воведува ова споредба помеѓу Стариот и Новиот завет, пред да зборува за доаѓањето на Синот Божи во тело, роден од жена, и подчинет на законот, кога дошол во нашата човечка природа, за да ги откупи оние што се под законот и да го примиме посинувањето. Во првиот стих вели: "Но ви велам, наследникот", значи, сега за да имате поширока слика, како завршуваше 3 глава, предходната, бидејќи првиот стих од 4 е само продолжение. Но ако сте пак вие Христови, ако сте Христови, тогаш сте семе Авраамово и поветувањето што? Наследници. Со таа прекрасна мисла ја заокружува целата расправа целата анализа во 3 глава. Значи, наследници е последниот збор од 3 глава. Но ви велам, наследникот, додека е млад, вели, се мисли малолетен, додека е мал. И тука е утнат малце преводот. Наследникот, додека е мал, со ништо не се разликува од кого? Од робот, од слуга. Зошто? Макар што е господар на се. Иеко, значи, е тој наследникот. Затоа што вториот стих вели: додека е мал и синот, наследникот на имотот, се наоѓа под настојници, под чувари, воспитувачи, учители и така натаму. Се до определениот рок од неговиот татко. И сега, која е споредбата? Кога бевме ние мали, под наводници, третиот стих вели: па така и ние, додека бевме малолетни, што? Бевме поробени од елементите на светот. Од што бевме поробени? Елементите на светот. Да ја запамтиме оваа мисла. Значи, од што бевме поробени? Ке ни затреба. И сега се префрламе на 21 стих одново, па до крајот на 4 глава. И ги прочитам повторно зборовите за двата завета. Кажете ми вие што сакате да бидете под законот. Зарем не го слушате законот? И сега цитира од законот, го парафразира историјатот на Авраам и неговите две жени. Зашто е напишано дека Авраам имаше двајца синови, еден од слугинката, а друг од робинката поточно, а друг од слободната. Но оно што беше од робинката се роди по тело,
Што значи ова? Значи, со човечка сила, со човечка волја, по човечки план, по човечка намера. Во сето тоа, значи, во зачнувањето и раѓањето на Исмаил немаше ништо Божјо, освен она што е природно за раѓањето на секој друго бебе во историјата на светот. А оној што беше од слободната, како се роди тој? Исак како се роди? Поветување. Што е тука битно. Значи, дали Исак можеше да се роди по човечка сила, со остарени и мртви органи, утробата на Сара, например? Не. Значи, никаква човечка волја, никаква човечка сила, никаква човечка намера, никаков човечки план не можеше да го роди Исак, да роди било кого од утробата на Сара. Затоа е тој роден по Божја сила, по Божјото ветување. Значи, случајот со Исак, неговото раѓање е нешто новозаветно по природа, затоа што е Божјо ветување и е реализирано со што? Со Божја сила. Реализирано со Божја сила. Продолжуваме. Сега 24 стих. А ова е речено сликовито. Двете жени се што? Двата завета. Затоа и ова последна тема ќе се вика двата завета. Двете жени се двата завета. Сега едната е не само слободна, туку и господарка, сопруга на стопанот на целиот имот, газдарицата, величенствената, што би рекле. А другата е што? Робинка. Дали се исти двата завета споредени со газдарицата на целото домакинство и робинката? Една од робинките на тоа и робовите на тоа домакинство. Драстична разлика. Понатаму вели, едниот, значи, двата завета, двете жени се двата завета, едниот е од Синајската гора. Кој е тој завет од Синајската гора? Стариот, така е наречен, така самиот го читавме во Евреите на почеток пред месец дена. Едниот е од Синајската гора кој раѓа за робство. Значи, Агара е символ на Стариот Завет, која што раѓа за робство. Бидејќи по секој закон, роб или робинка, кога ќе родат нивно дете, автоматски тоа дете е роб. Автоматски. Такви биле законите. Дете на роб е од раѓање роб. Се родило и тоа кутрото како роб или како робинка, ако е женско. Тоа е Агара. Агара е Стариот Завет која раѓа за робство. Па продолжува и вели, бидејќи Агара значи Синајската гора во Арабија, соодветствува на сегашниот Ерусалим и робува со децата своји. Значи, земениот, сегашниот Ерусалим е во робство. Сега тога може да се рече дека е бил под римско робство, окупација, управа и така натаму, но Павле не мисли толку на тоа. Сите оние што се под законот, сите оние што се во Стариот Завет, то се исти изрази, да биде исти случај, да бидеш под законот, значи да бидеш во Стариот Завет.
И значи да се наоѓаш во робство. Зошто евреите? Не само евреите. Зошто секој оној што се наоѓал под законот и што се наоѓа под Стариот Завет, се наоѓа во робство, според Павловото учење во оваа глава. Ќе одговориме малку подоцна на тоа прашање. А горниот Ерусалим е слободен, тој е мајка на сите нас. Навистина, горниот Ерусалим не е под ничија окупација, туѓа, не било каква земска сила овдешна или вонземска, вонземјанска, демонска. Зашто е напишано, и сега след цитат, развесели се неплодна, ти што не раѓаш, воскликни и извикај ти која не си искусила породилни маки, бидејќи напуштената има многу повеќе деца од она која има маж. Зошто овој цитат и зошто го вметнал тука? Вие пак, браќа, 28 стих, значи се обраќа на новозаветните верници. Вие пак, браќа, сте како Исак, вие сте чеда на ветувањето. Што значи тоа? Сите ние се родивме исто така телесно. Зошто сме наречени чеда по ветувањето? Што беше ветувањето? Ветувањето беше новиот завет. Законите мои ќе ги вложам во мислите нивни, во срцата нивни. Значи, ако сме новородени од Светиот Дух, тема која што е многу присутна насекаде во Новиот Завет, уште Исус на Никодим му држи лекција за тоа. Да бидеш роден повторно, да бидеш родена одново, од озгора. Ако сме новородени, тогаш сме по ветувањето родени. Бидејќи сме родени во Новиот Завет. Значи, во Новиот Завет како влегуваме? Ако сме родени од Духот, не од телото. Или што вели Јован во првото соборно послание, не од волја машка, телесна, туку од Бога се родија. Значи, во Новиот Завет се раѓаш. Новиот Завет не е некоја формалност. Сум влегол во црква, сум се крстил, и сега сум новозаветен христијанин. Не, само со вода крстен, не. Или роден во верно семејство, растено и така натаму. Ако не се родиш од озгора, ако не си крстена душо од Духот Свети, крштевање со Дух, не можеш да бидеш во Новиот Завет, бидејќи само Духот може Божите закони да ги напише во твоето срце. Не со мастило, значи не на камени плочки, само Духот ги пишува Божите заповеди во срцата на луѓето. И тогаш таквиот, новородениот, не е некој што се наоѓа под законот, во робство, туку таквиот новородениот му омилел Божиот закон и за него размислува дење и ноќе, значи таквиот го ужива благословот од првиот псалм. Таквиот сака да го проучува Божиот закон, целата Библија, целото Божие Слово. Таквиот сака да ги исполнува Божиите заповеди. На таквиот му е милина и радост да ја исполнува Божијата волја. Зошто? Затоа што таков е по природа, така е роден
роден од Духот. А како сме родени телесно, како грешници, какви сме? Дали ни е милина да ги исполнуваме заповедите? Еве, преска бев сведок за време поуката, како едно мало дете и ја трга раката на мајка си за да искочи надвор. Как по природа, дали сакаме, уживаме, мило ни е да ги слушаме нашите родители? Што ќе ни кажат? По природа? Не. По природа, дали сакаме да го слушаме Господ? Што Господ заповеда? По природа, човечки, како грешници, родени телесно? Не. Туку што сакаме? Нашиот кеф во тој момент. Тоа и тоа го сакам и го сакам сега. И веќе, се уште не, но рече си 30 години е мртов. Тој што пееше така, мртов од гревот свој, од своето содомско беззаконие. А е генерација на брат Коста Димитровски. Слава на Бога, Коста Димитровски е се уште жив и здрав. Колку е гревот, робство, смрт, незадоволство, товар, бреме, како што проучувавме во поуката. И да ги прочитаме последните 3 стиха од главата. Но како што тогаш, оно што се роди по тело, го гонеше родениот по дух, така и сега, а што зборува писмото, истера ја робинката и синот неизин, зашто синот на робинката нема да биде наследник заедно со синот на слободната. И така, браќа, ние не сме деца на робинката, туку на слободната. Сега, ако го преведеме ова, значи, синот на робинката не требало да биде наследник заедно со синот на слободната. Замислете. По Божја заповед, Исмаел и Исак требало да бидат раздвоени. Агара и Сара требало да бидат раздвоени. Дали може да припаѓаш и на Стариот и на Новиот Завет? Не може. Во никој случај. Никогаш не може. Разликата не е во Божиот закон. Божиот закон е секогаш ист. Тука ја права таа грешка мнозина христијани, штом двата завета се различни, тие велат, значи Стариот завет бил 10 заповеди, нешто старозаветно, а Новиот завет е некој нов закон. Тука ја прават таа катастрофална разлика. Од друга страна, многу адвентисти ја прават спротивната грешка. Штом Божиот закон е ист, значи и двата завета се исти или слични, или нема некоја голема разлика. Не е точно. Вистината е дека Божиот закон е ист и во Стариот и во Новиот Завет, но двата завета се драстично различни. Затоа што состојбата на грешникот во Стариот Завет е поинаков однос спрема законот Божи, драстично различен и поинаков однос од состојбата во Новиот Завет, спрема односот спрема истиот тој закон. Не е исто да бидеш под законот, а истиот тој закон да биде врежан и напишан во твоето срце. Тоа е таа драстична разлика. Зошто робство? Зошто Стариот Завет е спореден и не само спореден, туку наречен робство? Робува со децата своји, вели апостол Павле. Интересно е оваа мисла за робството.
ја наоѓаме и во Дела 15 глава, кога се одржал соборот, апостолскиот собор во Ерусалим, 51-та година од новата ера, и каде што ќе се подсетиме некои христијани кои што биле обрезани евреи по потекло и не само тоа, бидејќи такви беа и апостолите, туку беа поранешни припадници, вели тука доктор Лука, на фарисејската ерес. Тие велеа, ако не се обрезете, им велеа на христијаните кои што биле по потекло незнабожци, ако не се обрежете според обичајот Мојсеев, не можете да бидете спасени. Што е во сошто и фарисејската ерес. Значи, конкретно кажале, ако не се обрежете според обичајот Мојсеев, не можете да бидете спасени. Тоа беше барањето на фарисејскиве христијани, на фарисеите воопшто. Текстот не вели дека околу ова прашање настанал вистински бунт. Вториот стих дори вели дека Павле и Варнава, самите евреи по потекло и самите обрезани, но жестоко се препираа со овие, со фарисеи. Жестоко се препираа. Значи, ова прашање предизвикало бунт, ова прашање предизвикало голем немир. Што било причина за немир? Била ова ерес, што била фрлена, овој отров. Ова било како заеднички ручек, замислете, вкусна и подготвена храна на масата. И сега одеднаш некој да влезе и однадвор и ова да го испопрска, целата маса и сите јадења да ги испопрска со, како во старо време, крв на идолски жртви. Со било каква крв да ја испокрска, веќе ќе биде гадно и неприфатливо за јадење. Но конкретно тоа го правеле паганите во раното христијанство. Ги прскале и на пазар ги прскале, зеленчукот го прскале, што се продавал на пазар, и овошјето со идолска крв, за да христијаните не можат да купат и да јадат. Ова ерес внела немир наспроти Христовиот мир, Христовиот одмор, Христовиот благ јарем. Овие фарисеиве сакале да наметнат робство. Самото нивно барање значи робство. Ако не се обрежете, не може да бидете спасени, вели. Сега ќе рече, па добро, па шо е страшно? Ај ке се обрежеме. Па... Не е тоа, поентата не е самата анатомска операција. Туку што подразбирало обрезанието за било кој прозелит, некој што од надвор станува верник, обратеник во верата на Израел. Значи, преку обрезанието, секој прозелит ги прифакал на себе, да, за него важали и сите привилегии и сите права што ги имал секој друг израелец, и родените израелци, но ги прифакал и сите обврски што ги имал секој роден израелец. А која била таа обврска? Значи, што покажуваат самите фарисеи, што покажуваат со ова барање? Значи, треба да го држиш секој закон, како што им вели Павле во Галатјаните, секој што се обрежува е должен да го држи целиот закон. Значи, замислете, да ги држите сите закони, сите 613 заповеди во Тората, во Петокнижието. За која цел? Зошто? За да бидете спасени. Сега, да ги оставиме на страна тие останати 603
да ги земеме само 10 заповеди. Дали било кој од нас, дали било кој од вас би бил спасен, ако за да биде спасен, за да бидеш спасена, треба да си ги одржала до сега сите 10 заповеди. Дали би биле спасени според овој стандард? Само 10 заповеди, значи според фарисеиве не се 10, сите 613. Дали во нашиот живот, не од телесното раѓање, еве од крштевањето, од како сме верници, дали совршено сме ги одржале 10 заповеди до ден денес? И според овој стандард, дали би биле спасени? Секој еден од нас. Никој не би бил спасен. Значи, што барале фарисеите, самите не разбирале што бараат. Не разбираат, легалистите не разбираат што бараат. Само 10-та заповед да ја земеме. Замислете, да ги отфрлиме и тие 9, само 10-та заповед на младиот рабин Савле му била голем проблем. Само 10-та заповед. Не пожелувај. Дали само ако би биле судени само според 10-та заповед, од денот на нашето крстевање до денес, дали би биле спасени, ако условот за спасение е да сме ја одржале совршено 10-та заповед? Прашање за размислување. Заради овој бунт настана голем проблем, голем немир. Бил свикан цел еден собор во Ерусалим, на кој што се собрале сите апостоли. И многу други, и овие фарисеи, што поверувале, што станале христијани. Еве и во 5 стих на самиот собор во Ерусалим ја повторуваат својата теза дека сите христијани што се крстиле, што станале верници, што биле незнабожци, станале христијани, сите трие треба да се обрезуваат и да им се заповеда да го пазат законот Мојсеев. Со која цел? За да се спасиш. Што е Стариот Завет? Што е робството? Што значи да бидеш под законот? Значи, тоа е таквиот услов што од тебе бара да го одржиш целиот закон, без никаков греф, без никаква грешка, за да се спасиш, за да бидеш спасена. И сега како реагира апостол Петар? 7 стих вели по долго расправање. Значи, пред тоа имало долго расправање. Зашто не ни се кажуваат детали? Стана Петар и им рече: луѓе, браќа, вие знаете дека Бог од првите дни ме избра меѓу вас, незнабожците, од мојата уста да го слушнат словото на Евангелието и да поверуваат. Ова беше оној вториот клуч. Кога истиот апостол, кој што на Педесетница во првиот клуч им првпат, откако го примиле Светиот Дух, одржал проповед на евреите и на прозелитите, значи на обрезаните, па се крстија 3000 души во тој ден. Истиот апостол Господ го избра преку него во домот на Корнелиј, римскиот капетан, и необрезаните, и незнабожците, преку него да бидат евангелизирани и да се крстат. И тогаш Светиот Дух не постави никакви услови, никакви еврејски услови. Светиот Дух дури се изли врз Корнелија и неговиот дом уште пред да бидат крстени со вода. Уште пред да бидат крстени со вода, Господ ги крсти со Светиот Дух, за да покаже дека тој не ги бара овие услови што фарисеите ги поставиле.
Во Новиот Завет не важи обрезанието како услов. Во Новиот Завет не треба да го држиш целиот Мојсеев закон или било кој дел од него, за да бидеш спасен. И продолжува Петар и вели: и Бог, кој ги познава срцата, им посведочи, им даде Дух Свети, како и нам, значи сведочи дека Господ и необрезаните ги крстил со Дух Свети уште пред да бидат крстени со вода, и тој не направи никаква разлика меѓу нас и нив, зашто со верата ги очисти нивните срца. Сега пак, зошто го искушувате Бога, ставајќи им на вратот на учениците јарем? Ама каков јарем? Тие веќе го примиле Христовиот јарем, кога Господ ги крсти со Свети Дух, кога Господ ги роди во Новиот Завет. И сега го носат Христовиот јарем, Светиот Дух е во нивните срца, значи Божиот закон е во нивните срца, не грешат, го мразат гревот, ја љубат правдата, го љубат Божиот закон и неговите начала. И па сега што е проблемот? Каков е овој нов јарем? Во што е разликата кога законот е ист и во двете ситуации, и во двата завета? Што е проблемот? Зошто го искушувате Бога, ставајќи им на вратот на учениците јарем, што не може да го поднесат ни нашите татковци, ниту ние? Значи, и ние евреите, и ние родените израелци не можевме да го носиме тој јарем, што сега вие сакате да им го ставите на вратот на новородените христијани, поранешни незнабожци и пагани. 11 стих: но ние веруваме дека ќе се спасиме не со држање на законот, значи, со благодата на Исус Христос, исто како и тие. Значи, и ние, еврејските христијани, сака да каже, обрезаните Петар, и ние се спасуваме само со благодата, тешко нас, ако нашето спасение зависеше од нашите дела, од нашето држање на законот. И 12 стих вели дека тогаш замолкна сето мноштво после овие Петрови зборови. Што било робството? Што било јаремот? Робството и јаремот било, и навистина е тоа тешко робство. Значи, заборавете ги сите неволи психосоматски, како што зборувавте на поуката, сите емоционални проблеми, комплекси од минатото. Сето тоа да го тргнете на страна, проблемите на секојдневниот живот, да ги немате тие проблеми и да го имате само овој еден, за да се спасам, за да живеам вечно. Треба да го одржам целиот Божи закон, без греф. Дали е тоа товар, јарем, робство, или е тоа нешто лесно? Но, ако се сетите на почетокот од Галатјаните 4 глава, што рековме? На што бевме робови? Што рековме да запамтиме? Галатјаните 4 глава, 3 стих: па така и ние, додека бевме малолетни, значи необратени, родени само по тело, а под закон, под воспитувач, дали се тоа нашите родители, дали е тоа свештеник, дали е тоа педагогот, вели Павле.
Законот ни беше воспитувач до Христа или педагог. Сака да каже, педагогот, да повторам уште еднаш, значи, буквално изразот педагог значи некој што го води детето, детеводител. Буквално, ако преведете педагог, значи детеводител. Ова е слика земена од тогашно време, кога малолетникот, некој роб што бил во служба на господарот, задолжен да ги учи и да ги воспитува децата на господарот. Додека се тие малолетни, така, кога се малолетни, по ништо не се разликуваат од слуги, затоа што имаат чувари и настојници, прочитавме во вториот стих. И се наоѓаат под нивна управа и власт. Детеводител, педагогот бил некој што го земал детето на господарот за рака и го водел, го носел каде? На училиште. Тоа е таа буквална слика од каде што потекнува изразот педагог, значи од антички времења. Педагогот бил некој роб кој што го зел детето од дома и го носел на училиште. И кога ќе заврши училиште, што правил? Го земал детето е било вредно нешто. Дете на господарот. Ке му летне главата на овој. Ако нешто му се случи на детето, додека е надвор од домот, вон досегот на неговите родители. И вели во третата глава од Галатјаните, законот, 24 стих, законот беше за нас воспитувач, за да не доведе до Христа. Христос е училиштето. Законот те води кон Христа. Законот не те спасува. Законот може да те чува. Педагогот требало да го чува и штити детето. И законот на вистина чува. Треба доказа тоа. Сеедно е дали ќе пораснеш како дете под законот, под воспитанието на верни родители, или дете на човеколиките мајмуни. Сеедно е. Се разбира, не е. Огромна разлика. Но педагогот не може да те спаси. Може да те чува. Значи, законот си има добра функција во Стариот Завет, како што рековме, дека Стариот Завет не е нешто лошо, затоа што е подобро тоа, отколку невоспитан, отколку незнабожец, отколку идолопоклоник, безбожник и така натаму. Но тоа не спасува. Ако и во Стариот Завет верникот требал да разбере дека законот не спасува. И во Стариот Завет се спасувало и се оправдувало со Божјата благодат. Затоа и жртвите за грев, крвните жртви, целото светилиште, сето тоа било приказ на Божјата благодат за спасение, бидејќи законот може само да те осуди. Штом веќе сме грешници, законот може само да не осуди. И сега педагогот го води детето каде? Во училиште, или законот те води кај Христа. Значи, кога детето е надвор од домот, е под одговорност, заштита, надзор на педагогот, така. Додека не дојде до училиштето. Кога е во училиштето, под чија надзор и власт е? На учителот. На Христа.
Ако не си во Христа, ако не си кај Христа, тогаш постојат две ситуации. Или си под законот, под некој воспитувач, педагог, или си во полоша состојба од тоа, паганин, незнабожец, сосема распуштен, да, и истовремено во опасност, никој не те чува. Немаш заштита. Сега, што е подобро, да бидеш мало дете без никаква заштита, растано на улица, воспитувано од улица, твоите родители и самите невоспитани уште од комунизмот навака. Невоспитани родители направиле невоспитани деца, растани на улица. Тоа е подобро и во што се претвараат? Се претвараат во блудници, и едните и други, од двата пола. Што е подобро? Тоа, или да не даде Боже некоја несреќа, уште некоја опасност, па да ти го скрати животот. Тоа е подобро или под педагогот? Под педагогот, под чуварот, под законот, под воспитанието на верни родители. Ама твојата природа како кај децата, кај грешниците е се уште таа грешна. Се буни против правилата, ги неќам правилата, го неќам законот. Мразам што ми кажува тато и мама. Сепак е подобро таков, грешен, необратен, подобро под законот, бидејќи колку толку те чува од пострашни ситуации, неволји, собитија, но тој закон не може да те спаси. Како што ни најдоброто воспитание не ти го менува срцето. Тоа го може само Христос. Затоа од овие две ситуации, и двете, едната е подобра од другата, но и едната и другата се лоши во споредба со третата, најдобрата, а тоа е да бидеш во Христа, да бидеш во новиот завет, да бидеш новородена душа, крстена со Светиот Дух. И овој предизвик го имаме секој ден во нашиот живот. Од стара слава не се живее. Таа поговорка дека не се живее од стара слава најмногу важи за духовниот живот. И светот ја разбира за световниот живот, најмногу важи и најмногу е точна за духовниот живот. Зошто? Затоа што денес ако сум бил светец кој што и чуда правев, утре сабајле се будам истиот гол, грешник, дрво некастрено, кој што тогаш одново и одново секој нов ден треба да биде крстен со Светиот Дух, со Божјата благодат, за да биде во Христа, во новиот завет. И затоа вели Павле дека кога се исполни времето, Бог го испрати својот син кој се роди од жена и се почини на законот, и Христос беше под законот, но беше единствениот израелец кој што совршено го одржал законот. Бидејќи тој од секогаш бил роден од Духот, од секогаш бил со Духот Божи, никогаш не бил грешник, никогаш немал грешно наследство, освен грешното тело, грешното и смртното тело, што го зел за да го искупи човечкиот род. И вели 5 стих, за да ги откупи оние што се под законот, та да го примиме посинувањето. А бидејќи вие сте синови, значи во Новиот Завет сте синови и ќерки, не сте робови и робинки, или дури ако сте биле родени како синови и ќерки на газдата, додека сте малолетни, сте што? Исто како робовите и робинките. Но кога сте возрастни, кога се исполни времето, вие веќе сте
полнолетни синови и ќерки, тогаш Бог го испрати духот на својот син во срцата ваши, кој вика Ава, или на еврејски Аба, Оче. Значи, повеќе не сте, во Стариот Завет сте робови, вие сте под законот, вие сте поданици. И вие гледате на Бога како на ваш Господар, од тука именката Господ, значи како класна титула, значи Господар, Доминус, Кириос, Лорд, Господ, Господар. Во Новиот Завет сте синови и ќерки на тој ист Господ. Која разлика? Принцеви и принцези. И вие му се обраќате со тато. Тате. Што значи тоа? Тоа значи интимен однос. Тоа значи близина, тоа значи љубов. Дали ја разбираме оваа тема? Нека Господ не благослови и ни помогне во сите наши искушенија со кои што се соочуваме и ден денес. Да го отфрламе, секој дневно да го отфрламе тој јаремот на нашите гревови, страсти, елементите на светот што ги прочитавме. На нив им робуваме, вели Павле во 3 стих. Да го отфрлиме секое тоа робство, секое тоа бреме и да го примеме само Христовиот јарем, Духот Негов, благодатта Негова која што дава и сила за победа над секој грев и држање на Неговиот закон. Нека му е фала и слава вечно. Амин. Оче наш, ти благодариме за секоја Твоја благодат и милост што сме ги примиле во животот. Ти благодариме што си ни дал и родители кои што се грижеле за нас, кои што не чувале, кои што не храниле, растеле, воспитувале и поднеле многу жртви за нас. Ти благодариме што Ти си се грижал за нас, Ти си не водел до времето кога си не довел кај Христа, од Него да бидеме крстени со Духот Твој Свети. Ти благодариме, Господи, за сите Твои благослови низ минатото. Ти благодариме за секој Твој добар дар што сме го примиле од озгора, од престолот на благодатта. Ништо од сето тоа не заслуживме. Според законот, според нашите дела, заслуживме само смрт. Или како што рече покојниот пастор Виланд, по право го ни следува само гробот го заслужуваме по право, како наше право, како наша заслуга. Те молиме, Господи, и денес простени ги нашите гревови, и во зборови, и во мисли, не само во дела. Очисти ги нашите срца со Духот Твој Свети, оправдај не и посвети не со крвта Христова и роди не одново од озгора во Духот Твој Свети. Ова те молиме и за ова ти благодариме во Христово име. Амин.